Време е за првиот наш утрински гостин со кој што многу порелаксирано еве вака ќе добиеме некоја модна насока, некој моден совет и се она што во овие празнични денови и тоа како добро ќе ни дојде на сите ние кои што сакаме да вклучиме и по некој моден додаток кој што е актуелен можеби. Нашата драга колешка Оливера е веќе тука, заедно со неа и нејзиниот прв утрински гостин Мартин Андреовски, стилист. Добро утро за двајцата. И повелете, едва и чекаме да ве слушнеме. Така, благодарам Сузе. Јас верувам дека и нашите гледачи денес добро ќе им дојде се оно што ќе го поразговараме во полза на убавината, на креативноста, а и да го представиме нашиот Мартин Андреовски, стилист, шминкер, фризер и човек кој што допрва ќе ги поставува стандардите на убавината во нашата земја. Тој воедно е и собственик на еден од најголемите салони во моментов во Скопје, на површина од 485 метри квадратни, под насловот My Beauty Rituals или Моите убави ритуали. Добро утро. Добро утро, Оливера. Ти благодарам за прекрасната најава. Вие сте исто така многу прекрасна. Моментално да го представам пред све салонот. Доаѓам од My Beauty Rituals. Нешто ново, прилично во нашиот град, но светско, наше, но светско, јас го нарекувам. Од каде дојде идејата, сакав да покажам дека и во Македонија и во Скопје може да има нешто што ќе изгледа луксузно, надвор од нашите стандарди, а да е прилагодливо за сите и да си можат да си дозволат сите. Сите, да. Да биде баш во стилот на луксузот, елеганцијата, но сепак секој што да може да си дојде да се почувствува убаво, да му се посвети максимално внимание и да ужива во целата таа убавина и тој луксуз. Се наоѓа во централното градско подрачје, во населбата Аеродром. Да, близу до Блаже Коневски школото. Да, јас имав можност да го посетам и да направам дел од третманите што ги нудите и на вистина се чувствував како да сум во друга земја, да сум во некаде во светот и убаво кажа дека е светски тренд, а сепак нели цените се пристапни. Да, тоа ни беше поентата и целта, па и многу ме е мило вака кога слушам дека до некаде сме ја постигнале. Да. Сега ти си навистина млад и денеска сакам да зборуваме за тоа како и младите и повозрастните треба да се подготват за новогодишната ног, бидејќи празниците ете веќе ни тропат, ќе ја испратиме старата година, прославите на фирмите, компаниите започнати и сите сакаат да блеснат на новогодишната ног, па кои се трендовите што во моментов се бараат во светот? Така. И според мене, ама гледам и според трендовите нели во светот и барањето на самите клиентки, ја негуваме се уште таа природна натурал шминка, но сепак сакаме очите да не се истакнати. Тоа ми е многу драго до некаде, бидејќи јас го негувам тој стил. Значи, секогаш главниот удар, центар, го ставам на окото. Сакам секогаш да се очите истакнати. Не мора тоа да е нападно премногу, може да е целата шминка нежна, значи само главниот акцент да му се даде на самото око, да. Може да е многу нежно, но ефективно. Значи сакам да биде ефективна. А како се добива тој ефект, тој акцент со закосувањето, со бојата? Прецизни убави црти, закосени, но самото око. Може ли сега има техника, нели? Различни што техники, вие си ја учите? Што ја учам, да. Еве јас сум специјалист за Arabian makeup, па тука можам да направам малце мешавина од тој natural look и Arabian makeup. Пример, natural look да отиде на лицето и устните, таа блага контура, но малце дел од тој Arabian look да го применам на самото око. Значи да се истакне самото око, но ништо тоа да не е нападно, вулгарно, но само убаво да изгледа. Значи да дадеме еден убав сегмент на самата убавина, на природната убавина. Да се потенцира. Да се потенцира. Така, тоа е всушност тајната во шминкањето, да се потенцираат цртите. Да, цртите, убавите црти на една Секоја жена е убава на свој начин, така? Да. Значи, јас би рекла, нема неубава жена. Да, затоа јас често кажувам дека треба да се пратат трендовите, но не секој тренд одговара на секоја личност. И затоа гледам секогаш
нели на самата консултација пред шминката, додека ако некој ми бара нешто, нели што е во тренд и толку, ако проценам дека тоа на пример на негово око, нели секој имаме различни лик, поспуштен капак или мали очи, крупни очи, можам да посоветувам дека може да изведеме нешто слично, да се задржиме во трендот, но не е да е идентично. Зошто? Бидејќи не секој тренд одговара на секое лице. Трендовите доаѓаат и се одат, но нашата автентичност на ликот останува. Така да гледам да ја негуваме автентичноста и шминката да се прилагоди на самиот лик и све тоа да изгледа убаво. Многу е важен и стилот. Стилот, да, стилот е најважен во целата оваа работа. Така, со тоа што јас имав една професорка во средно училиште, со години, со децении се шминкаше со плава сенка на целиот капак. И тоа беше специфичното за нејза, автентичното. Таа така си се допаднала и тој стил го негуваше. И тоа треба да се цени, впрочем. Логично, да. Како сите ние што имаме, нели, мејкап артисти што сме, некој си наш потпис или стил ке мене, тоа што го напоменав претходно, тој арабијан мејкап во комбинација со малце природен лук. А што значи арабијан? Тоа е арапска шминка, да, арапска. Сега во класичниот арабијан мејкап очите се најчесто комбинација од смоки ај, но со прецизна права линија, зборам за косено око, истакнато око, по-голема трепка, например, еве кога би ставале во таа шминка за косена, значи све тоа да е мачкасто. Така. Да. Во овој стил. Во тој стил, да. Меѓутоа прецизно да не мрдне. Да, Јас секогаш кога ќе ме средат тука во шминкерна, сум одлична, но затоа дома кога се шминкам во домашни услови, дефинитивно левото со десното не ми кореспондираат. Така, но секогаш изгледате прекрасно, морам да ве пофалам. Ете, како стилист. Да, затоа и постоиме. Нели, мејкап артистите, да. Да, јас сега сакам да ги поканам, знам дека не следи и повозрасната публика и помладата, ќе ги поканам оние гледачи кои што сакаат да добијат еден ваучер од нашиот денешен гостин во програма, може да се јави во режија и да остави податоци за добивање некоја награда. Што би доделиле, Март? Па еве, например, јас како мејкап артист би доделил една шминка и фризура од нашиот салон. Новогодишна шминка, така? Новогодишна, да, па може да се искористи кога и да посака. Може и за предновогодишнава, може и за божикните празници, зависно. Кога и да зависно. посака може да се искористи. Да, ќе ги повикаме нашите гледачи, доколку во овој момент еве имаме од поразлични генерации, може да се јават. А кои други третмани, ете, нашата народна маса сака да ги користи? Што вие нудите и зашто најмногу доаѓаат? Знам дека девојките и жените прават ногти. Да. Па најчести услуги и најбарани во нашиот салон е тоа маникирот, педикирот, исто така шминката и фризурата. Работиме и све од коса, и колористика, чишања, фенирање, нели, стилизирање на самата коса, исто така шминката, нели. Имаме и масажи во нашиот салон, депилации, имаме одделен дел скроз, ние го нарекуваме VIP соба, тоа ми е идеја од дубајските салони, најчесто имаат VIP соби, во нашата VIP соба имам ставено све од што има салонот сместено во една соба. Значи клиентката се осеќа баш онака VIP. Све да заврши, ако во другите делови на салонот треба све да помине за рецимо 6 до 7 часа, тука може да направи све за многу помалце. Значи целото внимание е посветено само на таа личност. Да, само на таа клиентка. Тука имаме и head spa, да не го заборавам, третмани за лице. Да. Значи гледа сите области во убавината ги имаме, затоа и се вика My Beauty Ritual, дека ги имаме сите ритуали на убавината. Се што е потребно за нега на една жена. Да. Ќе ја прашам режијата дали имаме во моментов гледач, дали охрабривме некој да се јави и да се разубави и да се разнежни околу новогодишните празници. Добро утро. Додека чекаме да се приклучи некој гледач, јас само ќе те прашам, убаво е да нели се патува, претпоставувам дека сите овие трендови кои што ги акумулираше во твојот салон се идеи што си ги видел некаде низ светот. Така, јасно. Каде? Еве Дубај го спомена? Да. Не сум бил повеќе пати,
Затоа ја негувам таа арапска шминка, значи мојот дух живее во неа, едноставно многу ја сакам. Не ја наметнувам на никого, но секогаш ја предлагам. Зашто? Бидејќи тоа што јас го сакам и сум го научил многу убаво, а и според мене многу убаво изгледа. Во Саудиска Арабија има толку добри фешн викови, толку многу добри модели на шминка, тоа е неописливо. Значи јас секое гледање со чување сум воодушевен. Значи буквално едно на највисоко ниво сум заљубен во таа шминка, дефинитивно. Ете, од режија ми јавуваат дека земале податоци и ќе ја побараме по завршување на разговорот. Ќе не контактира и ќе се договориме. Ќе ве побараат во салонот и ќе си добие шминка и фризура. Во продолжение ме интересира, ете, заљубен во тие трендови во Саудиска Арабија, Дубај и слично. Зошто ете таму не го продолжи твојот пат, туку сакаше тука на нашите жени да го посветиш вниманието? Така, работам веќе од својата 17-та година, 10 години овдека и имам створено една армија од жени, што ја нарекувам позади мене, кои сум преблагодарен на нив и се гордеам со нив. Се надевам и они со мене, бидејќи заедно го одиме овој долг пат, више 10 години. Не сакав да ги оставам, него сакав да донесам нешто ново тука и да им се посвети и да им се даде на нив. Не дека некој од нив не може да отиде и да си го дозволи тоа таму, но ете, сакав да им е достапно кога они ќе посакаат. Затоа проценив дека тоа треба да е тука, во нашата земја, во нашиот град. Јас ја сакам и земјата, градот, затоа решив тоа да биде овде. Тоа навистина ми се допаѓа што си ете приврзани за Македонија, ете и за Скопје и ги сакаш. Имам многу понуди и за надвор, за соработки, за работа, но ете не знам, засега одлуката мислам е тука, преш навистина си ги сакам и народот и самата земја. Освен жените, мажите се негуваат кај нас? Да. Тоа можеме да го видиме од тебе, како треба да изгледа едно машко. Благодарам. Се почесто и почесто. Порано беше малце табу тема, ако мажите одат по салони, но сега многу ми е драго што тоа е променето и све почесто и почесто почнуваат и мажите да се негуваат. Можам да кажам дека голем процент више на мажи се негуваат, изгледаат според мене како што треба да изгледаат, барем да си го... Можеби ќе го изгубиме оној атрибут понежен пол? Не, мислам дека не. Зашто? Или поубав пол? За нежни сме. Жената секогаш ќе биде понежен и поубав пол според мене, така да, но сепак мислам дека и мажите треба да се средени, да се негуваат. Тоа убаво и за жените според мене. Мислам дека како и што нас мажите кога ќе видиме една дама убава жена, ние убаво, исто така и на една дама кога ќе види некој господин среден убав. Така. И е пријатно и убаво. Да. Што прво ете забележуваш кај една жена? Професионална деформација претпоставувам ти е, дали е исчупана во вегите? Не. Дали има негувано лице? Дефинитивно тоа што го нагласив и претходно, шминката на очите, дефинитивно очите. И боја на око, но ете и тоа, некад и често ми се како што реков, професионална деформација, ќе видам некоја, ќе ми привлече внимание убаво на шминка, но мислам девојче, буквално знам некаде да погледне, дури некад непријатно ќе ти дојде, си викаш ради шминката, нели? Да. Да, погледнав дефинитивно првиот впечаток кога ќе погледнем на жена е овој дел. Значи и убавината на жената тоа останало уште од тој арабиски свет, е дека доаѓа од очите. Од очите, да. Тоа е една нивна дефиниција. Они секогаш викаат и затоа и све усвари на нив често до скоро беше и покриено, само очите беа откриени и они самите кажуваат дека една жена е препознатлива по своите очи. Да, и поглед. Поглед, да. Која боја ќе биде фаворит за оваа сезона? Земјените тонови, дефинитивно. Кога збориме за колористика на очи, синки, црвениот кармин никогаш не излегува од мода според мене, но сепак нели гледаме да е све тоа континуирано. Ако очите се понападни, тука се беж, нјут кармините, што исто така никогаш нема да излезат од мода, така да дефинитивно земјените тонови
си остануваат Остануваат. да, во тренд и Број 1. број 1, да. Исто како што напоменав, ефективноста на самата шминка. Сите гледам како што доаѓаат и новиот тренд така и ни налага, значи впечатокот да биде окото дефинитивно. А полна уста, Полна уста така, дефинитивно, да. се уште е тоа тренд? Да, тренд си е убаво одразена. Сега не мора да е тоа целосно со кармен, можеби да е многу убаво нежно исцртана, па врз Само сјајче. само некој убав сјај. И тоа е тоа, делува нежно, природно, но впечатлив, убаво. така. Јас исто кога не сум пред камера, го сакам тој натурален и гледам во тој период да немам нити пудра, нити некоја шминка, обично сјајче, маскара и тоа е доволно за една жена во текот на денот. На денот, да. Никогаш најубава шминка, можам да кажам, Е дека нели насмевката. е насмевката, тоа сакав да кажам, и убаво третирана и негувана кожа. Никогаш нема да излезе тоа од мода, убаво истретирана кожа. Што и да ставите на убава негувана кожа, ќе изгледа Мојата класна убаво. од средно училиште велеше да легнеш со шминка е како да легнеш со најголемиот непријател. непријател, да. Тоа значи дека колку и да сме убаво нашминкани во текот на денот и вечерта, кога се легнуваме, треба мејкапот да го извадиме од Да, лицето, да го да, измиеме да. лицето со млеко, лусион и потоа Го предлагам секогаш на сите клиентки истиот момент. Мене навистина ми е многу мило кога имам клиентки жени биле на прослава, ќе си легнат со самата шминка, наутро се будат, шминката не е мрдната, затоа можам да гарантирам. Они се сликаат и ќе ми пратат погледни, вика, браво, ова стои уште ништо како сега тази да е нашминкано. Јас викам, многу ми е мило, све тоа супер, но огромна грешка. да, се запнуваат порите и потоа не си е има. убаво за кожата на лицето. Мене ми е тоа све толку мило, денот мене ми се разубавува уште еднаш кога ќе ги слушам сите комплименти, пофалби, кога ќе го видам тоа како изгледа, но сепак најубаво да се избрише пред спиењето, убавесно. Така. Јас верувам дека ќе имате многу успеси. Салонот е прилично нов. My Beauty Rituals ги очекува сите клиенти. Тебе ќе ти посакам многу голем успех Многу, навистина. во работењето и верувам дека ќе се видиме повторно. Секако ние ќе се видиме, бидејќи и јас го сакам негувањето, па Секако јас ве очекувам во најбрз можен рок. ти благодарам, Мартин, за гостувањето. Благодарам на вас. И јас ви благодарам, честитки и Ви среќна благодарам многу. работа и од мене. Верувам дека ќе има многу задоволни и разубавени клиентки, клиенти во твоето студио.